Додека се враќав од балет, на улицата видов еден знак. Не ми текнува каков беше, а баш сакав да те прашам што треба да правам кога ќе го видам тој знак. Не е страшно. Сега ќе го видам на знаците и нивното значење, а може би ќе се сетиш кој бил тој знак што се го видела. Сообраќајните знаци се знаци на патиштата. Се употребуваат во секоја земја во светот. Поделени се во 3 групи. Знаци за опасност, знаци за известување, односно предупредување и знаци за забрана. Сообраќајните знаци се исти насекаде во светот. Важат за сите учесници во сообраќајот. Сообраќајните знаци ни забрануваат движење, ни објаснуваат какви опасности има на патот и ни известуваат за тоа што и каде се наоѓа. Триаголните сообраќајни знаци означуваат опасност, кружните означуваат забрана, а четириаголните означуваат известување. Покрај овие знаци постојат и светлосни, како што се семафорите. Постојат 2 вида на семафори: семафор за пешаци и семафор за автомобилите. Тие се составени од 3 светла: црвено, жолто и зелено. Црвено, кое се наоѓа најгоре на секој семафор, значи запирање на автомобилите и чекање додека не дојде другото светло на ред. Жолтото, кое се наоѓа помеѓу црвеното и зеленото светло, означува припрема, и зеленото, кое се наоѓа најдолу на семафорот, и значи поаѓање. Семафорот за пешаци има 2 светла: црвено и зелено. Црвеното значи запирање и чекање да се запали другото светло, а зеленото значи дека можеме слободно да ја преминеме улицата. Во продолжение запознаете се со некои од сообраќајните знаци. Знаците за опасност имаат задача да ги предупредуваат учесниците во сообраќајот на опасноста која им се заканува на одреден дел од патот. Поставени се пред опасното место, вообичаено на растојание од 150 метри, иако по исклучок оддалеченоста може да биде и помала. Овие знаци имаат форма на рамностран триаголник во бела и црвена боја, а символите на знаците се со црна боја. Ова е знакот за означен пешачки премин и означува близина до место на патот на кое се наоѓа одбележан пешачки премин. Знакот деца на патот значи близина на делот од патот на кој децата често и во поголем број се движат. Велосипедисти на патот означува близина на место на кое велосипедистите често се вклучуваат на патот или го преминуваат. Знакот работа на пат означува место на кое се работи на патот. Знаците за изречни наредби им даваат на знаење на учесниците во сообраќајот за одредени забрани, ограничувања и обврски. Можат да се поделат во 2 групи: знаци за забрана и ограничување и знаци за обврски. Овие знаци имаат форма на круг. Знаците за забрана и ограничување се во бела и црвена боја со црни надписи и символи, а знаците за обврски имаат сина боја со бели символи и надписи. Забрана за сообраќај за велосипеди значи пат, односно дел од пат на кој е забранет сообраќајот за велосипеди. Забрана за сообраќај за пешаци значи дека на тој пат, односно дел од пат, не смеат да се движат пешаци. Велосипедска патека означува пат на кој мораат да се движат велосипеди, а на кој не смеат да се движат другите учесници во сообраќајот. Пешачка патека означува посебно изградена патека по која пешаците мора да се движат, а по која е забрането движењето на сите други учесници во сообраќајот. Патека за велосипеди и пешаци значи одвоени патеки по кои мораат да се движат пешаците и велосипедите, секој по својата патека. Знаците за известување на учесниците во сообраќајот им ги даваат неопходните информации за патот по кој се движат, називите за местата низ кои минуваат и оддалеченоста од тие места. Исто така даваат информации за престанокот на важење на знаците со изречни наредби, како и други корисни известувања. Овие знаци имаат форма на квадрат, правоаголник или круг. Исклучок се патоказите. Ова е пешачки премин. Означува место на кое е одбележан пешачки премин и каде смеете да ја преминувате улицата. Деца на патот означува место во чија близина се наоѓа училиште и пешачки премин кој децата често го употребуваат. Предел со успорен сообраќај означува место од кое започнува пределот со успорен сообраќај. Паркинг
значи место предвидено за паркирање на автомобилите. Болница значи дека во близина има болница и ги предупредува возачите да не создаваат премногу врева со своето возило. Телефон означува близина на место или место на кое се наоѓа телефонска говорница. Хотел или мотел знак кој информира дека сме на место или во близина на место во кое се наоѓа хотел или мотел. Ресторан, планинарски дом, аеродром, пристаниште и информации, кој значи близина на место или место во кое може да се добијат туристички информации. Го препознав. Пешачки премин било, каде што се поминува улица. Ајде одиме да поминеме уште неколку пати, сакам да го научам. Не ти е мафинка од преминувањето, него од што сакаш да шеташ. Ах, неуморна си мафинке. Ти треба да бидеш спортистка како нашата денешна гостинка. И таа ли е балерина како мене? Не. Уште малце ќе пристигне, па она само ќе ти раскаже. А, нетрпелива сум. Мафинка, запознај се денеска со нашата денешна гостинка, одбојкарка и се вика Емилија Терзиевска. Здраво. 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 Драго ми е. И мене ми е многу драго дека сум денеска тука. А дали слушнаве со одбојка? Вие тренирате одбојка? Па тренирав, да, сега сум тренер. А зашто баш одбојка? Па зашто е најубав спорт. Од сите најубав? Па од сите за мене е најубав и таков ќе си остане. И како ви текна па дека сакате баш одбојка да тренирате? Па во школата кај што учев, одбојката беше спорт број 1 и сите тренираа одбојка. И така почнав и јас. И еве, до ден денеска сум во одбојката. А тешко ви беше додека трениравте? Мене лично многу тешко. Па имаше еден професор по физичко кој што работеше во нашето училиште, Владо Тасевски, и кој нели секоја година собираше некои девојчиња за да тренираат одбојка. И јас почнав се сеќавам во трето одделение, меѓутоа бев многу слаба и не ме пуштаа да одам на тренинг. И тоа е така една интересна приказна, можеби месец дена, како ќе дојдев на тренинзи, ми вика, ајде ти оди си, многу си слаба, прво да се поправиш, после ќе доаѓаш на тренинзи, ама јас се буткав упорна, бев упорна и на крај се откажа и ме оставија да тренирам одбојка. Тоа е така една интересна приказна за моите почетоци. И после си останав цело време со одбојката. А колку време вие тренирате одбојка? Па тренирав едно 20 на години, можам да кажам, можеби и повеќе. Прво настапував за моето училиште Владо Тасевски и понатака се формира клуб работнички и долго време настапував за одбојкарскиот клуб работнички од Скопје. И се надпреварувавме и во втора југословенска лига, имавме добри резултати. И така, сум играла во неколку клубови во Македонија и имам постигнувано сегда добри резултати. И сега својата кариера ја продолжувам како тренер. Значи веќе 7 години работам како тренер во спортскиот центар Форца, односно одбојкарскиот клуб Форца. А зашто одбојката е најубав спортот? Со што се издвојува од другите спортови? По мене особено ми се допаѓа затоа што во одбојката нема контакт со противникот, значи ги нема тие меѓусебни дуели како што се нели во останатите спортови. Можам да кажам слободно дека е чист спорт, пошто мрежата ги двои противничките екипи. Значи се работи за едно надигрување со топката. Викаат дека одбојката е спорт за интелигентни, затоа што во моментот кога си во скок, например, за да одредиш што да правиш со топката, треба да смислиш што ќе направиш, дали ќе ја удриш јако, дали ќе ја удриш со прсти. Значи, затоа инаку и одбојкарките не викаат џабе, најубавите жени се. Најубавите жени се од одбојката. Така една шега, не знам, навистина искрено ми се допаѓа највеќе поради тоа што тоа е надигрувањето, мислам, без контакт со противникот. Мене за тоа ми се допаѓа и веројатно и на голем број, значи, други луѓе кои што се бават со овој спорт.
А дали тренирате некои деца вие? Да, јас тренирам деца, моментално сум во одбојкарски клуб Форца и веќе 5 години работам со млади категории на деца. Значи работам како тренер. И во склоп на одбојкарскиот клуб Форца се наоѓа и Академијата за одбојка, Форца Академија, каде што тренираат околу 250-260 девојчиња од 7 до 17 години. А само девојчиња тренираат одбојка? Па можат и машки, меѓутоа ние моментално кај нас немаме машки, значи нема голем интерес од машки, но не е проблем понатака да продолжиме да работиме и со машки. А ви се случило вас да се појави некој девојче така слабо, што било како вас и да му речете не може, ти си слабо? Не, јас не им кажувам така, ама им кажувам на кој начин да се хранат, за да може нели понатака да немаат никакви проблеми, да можат слободно да се тренираат. Пошто знаеме нели ако не јадат квалитетно и добро, нема да имаат сила за тренинг. Значи имаат посебен правилник за исхрана. Па има, да. А со што храна треба да јадат најмногу? Па најмногу треба да се внимава на оброците, значи брзата никако. Значи за спортисти не доаѓа во предвид брза храна. Само спора храна, значи. Само спора храна. Значи треба да се внимава оброците да бидат точно како што ги знаеме, значи да има доручек, да има ручек и да има вечера. И тука нели не треба да ги јадеме оние како што кажат и брзи сендвичиња, него треба секој оброк да си има нели супа, да си има месце, да си има салатичка, да си биде све тоа споро и квалитетно да се направи. А дали може да се подкасне бар малце нешто така ужинка, ама да е сендвиче некоја со саламче, со кашкавалче? Па може да биде ужинка, ама обично практикуваат спортистите таа ужинка да биде нели како оние едни како се викаат мали чоколадциња, едни кои што се полни со суво грозје, со не знам овошје, со такви работи. Не знам сега. Како житарици. Како житарици, да. Значи тие ја заменуваат, да, што даваат енергија, а ја пак се осеќаш дека си најаден, нели убаво и убаво е за спортистите. Значи да не бидат тоа, на пример, може и да каснеш некоја чоколадце, 1-2 ретчиња, да не бидат тоа 2 чоколади, нели? И јас не можам да изедам 2 чоколади. Па има некој што може. Или повеќе колачиња? Па може. Ама после нема да можеш да скокнеш. Ке ти тежи стомак. А дали вие сте имале надпревар надвор од Македонија? Да, многу надпревари сум имала надвор во Македонија. Јас мојата кариера ја почнав во работнички и меѓутоа понатака променив неколку клубови во Македонија, значи играв во Струмица. Потоа пак се вратив во Скопје, каде што настапував за клубовите Олимпик и Студент. И можеби најубавото време беше кога Кометал дојде да ни биде спонзор на одбојкарскиот клуб Студент. Тогаш се викавме Кометал Студент и 4 години настапувавме активно во Европа. Значи имавме многу надпревари, многу гостувања. Можам да ги набројам на прсти земјите во кои што не сме биле, но многу убаво си поминавме. Имаше многу откажувања, не можам да кажам дека не. Меѓутоа навистина посебен период за мене. А дали имавте победи? Да, имавме победи. Например, една од најдрагите победи ми е на предквалификации игравме со Риека од Хрватска и буквално бидејќи екипата беше многу јака и од овде не испратија као ете, одете, видете што ќе направите, прошетате се низ Риека и вратете се нели дома со тоа што не пражалија. Сигурно ни рекоа нема да поминете понатака. И ние бевме тотално растеретени од секаков притисок и изигравме најневозможниот надпревар го изигравме, значи победивме 3-0 и бевме бум таму, мислам во сите хрватски весници не пишуваше и после кога дојда они на реванш средбата во Скопје која игравме, повторно ги победивме 3-1, пошто не можеа понатака да одат секако. И таа ми е една, да кажам, од најдрагите победи, има многу, меѓутоа, нели, таа е една од најдрагите.